пресрет на новогодишните празници, Дирекцијата за заштита и спасување апелира до сопствениците и организаторите на прослави строго да ги почитуваат мерките за противпожарна заштита и безбедност. Задолжително е да не се надминува дозволениот број гости, да има исправна противпожарна опрема, проводни и отклучени излези за евакуација и обучен персонал. Забрането е користење пиротехника и отворен пламен во затворени простори. Дирекцијата за заштита и спасување им се заблагодарува на медиумите за подигнување на јавната свест и повикува празниците да поминат безбедно и без инциденти. Камерите од системот Безбеден град ќе применуваат иста толеранција како и полициските радари, изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Толеранцијата важи само за сообраќајни прекршоци, а не и за кривични дела. За брзини до 100 км на час таа изнесува 6 км, над 100 – 8, а над 200 км – 12 км на час. Така, при ограничување од 50 км, прекршок ќе се регистрира од 57 км на час. Системот ќе ги евидентира и службените возила, освен кога тие постапуваат во рамки на оправдани службени задачи. Силна експлозија ноќеска предизвика материјална штета на објекти и неколку паркирани возила пред филијала на банка во населбата Евсомос во Солун. Во инцидентот нема повредени лица, а според првичните информации, не му претходел предупредувачки повик. Грчките медиуми јавуваат дека детонацијата се слушнала на повеќе од 1 километар од местото на настанот, при што најмалку 7 автомобили биле оштетени. Грчката полиција и специјалните служби за експлозиви спроведуваат истрага за утврдување на причините и околностите на експлозијата. Албанската армија официјално е опремена со противоклопниот ракетен систем Джавелин, соопшти Министерството за одбрана на Албанија. Министерот Пиро Венгу истакна дека станува збор за значаен чекор во модернизацијата на вооружените сили, реализиран преку соработка со Соединетите Американски држави. Според него, системот ја зајакнува одбранбената способност, ја подобрува интероперабилноста со НАТО и придонесува за националната безбедност. Джавелин е современ пренослив противтенковски систем, широко користен во НАТО, познат по ефикасноста против оклопни возила и по принципот испукај и заборави. Поради обилниот снег во Лика, Горски Котар и делови од централна и северозападна Хрватска, воведени се забрани и ограничувања за сообраќај на повеќе патишта, соопшти ХАК. Затворени се автопатот А6 и неколку државни патишта, а сообраќајот е забранет за камиони и возила без зимска опрема. По должината на Јадранот дува силна бура, што дополнително го отежнува сообраќајот и носи ризик од мраз и одрони. Поради лошото време, прекинати се и повеќе фериботски и бродски линии кон Јадранските острови. Возачите се повикуваат на зголемена предпазливост. Израел планира да инвестира околу 110 милиарди долари во следната деценија за зајакнување и поголема независност на домашната воена индустрија, соопшти премиерот Бенјамин Нетањаху. Тој изјави дека целта е намалување на зависноста од странски снабдувачи на оружје, дури и од сојузнички земји. Нетањаху посочи дека дел од европските држави и САД вовеле ограничувања за извоз на оружје за Израел, што ја наметнува потребата од стратешка автономија. Воедно, Германија и Израел неодамна потпишаа договор од 6,7 милиарди долари за проширување на ракетниот систем Аров-3, најголем ваков договор во историјата на Израел. Изборните власти на Хондурас го прогласија Насри Тито, Асфура за победник на председателските избори, повеќе од 3 недели по гласањето, по продолжено и спорно броење. Кандидатот на Националната партија освои 40,27% од гласовите, пред Салвадор Насрала со 39,54%. Асфура најави продолжување на инфраструктурните проекти, зајакнување на врските со САД и прекин на односите со Кина во корист на Тајван. Изборниот процес беше обележан со одложување и меѓусебни обвинувања за изборни нерегуларности, а изборите ги следеше и отворена поддршка од американскиот претседател Доналд Трамп. Парламентот на Јужна Кореја усвои закон против лажни вести, со што заврши политичкиот спор меѓу власта и опозицијата. Законот забранува ширење лажни и измислени информации преку комуникацијските мрежи и предвидува високи казни за медиуми и јутјубери кои со дезинформации остваруваат нелегална заработка и предизвикуваат штета. За клевета се предвидува затвор до 3 години или парична казна до 30 милиони вони. Опозицијата предупреди дека законот ја загрозува слободата на говорот, додека владата тврди дека целта е борба против дезинформациите и зголемување на одговорноста. Денес се очекуваат повремени локални врнежи од дожд, особено во источните делови од државата. На планините и на повисоките места врнежите ќе бидат од снег. Попладне врнежите ќе престанат на сликата, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, соопшти управата за хидрометеоролошки работи.
Минималните температури во текот на денешниот ден ќе се движат во интервалот -1 до 6 степени Целзиусови, додека максималните ќе достигнат од 3 до 9 степени. Во Скопје минималната температура ќе се спушти до 3 степени, максималната ќе достигне до 6 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, од петок следува стабилизирање на временските услови. Во текот на викендот, особено во првите денови од следната седмица, утрата ќе бидат ведри и студени, сутрински температури кои насекаде ќе се спуштаат под нулата.